Добро вечер во емисијата 360 степени на Марата 1. Еве ги темите што ги третираме во ова издание. За бугарската кампања меѓу горанците пред пописот на Косово. Пред неколку месеци бугарската подпредседателка Јотова се сретна со представници на бугарското малцинство во Косово. Тогаш и беше отворен овој клуб. Сега, неколку месеци подоцна, клубот е затворен. Директорот на Националниот парк Шарпланина сам ги брои дивоградбите зашто општините не соработуваат. Ato stane ashtu siç e shihni edhe këtu, kanë qenë stane edhe në kohë të ish Jugosllavisë, ku disa nga ato sot më janë shndruar në vikend shpiza. Po kush e lejoj këtë, do të më pyet vetë drejtorin se partia vet ka qenë 20 vite me radhë në pushtet. Крајот на 2023 се гледа, но според состојбата на терен не и крајот на изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Ги правиме сите координации, притисоци да изведувачите на терен си ја завршат својата задача, бидејќи институциите својата задача си ја завршат. Сторија и за младиот инженер од Демир Хисар, изведувач на најдолгиот распон меѓу два столба на вијадукт во земјава. 181 пациент на листата за чекање за трансплантација на орган. Врски, искрено да ви кажам, не. Врските може да доведат до лош исход. Почнуваме со сториите. Во февруари годинава бугарската подпредседателка Илјана Јотова беше во областа Гора на Косово. Меѓу другото, посети бугарски клуб во селото Горни Крстец, а во репортажата на бугарската национална телевизија беше соопштено дека на Косово живеат 15.000 бугари. Јотова побара за нив да има посебна графа на пописот. Чест гостин во Гора е и Виктор Стојанов од Бугарската фондација Македонија, кој деновиве е актуелен со заканата до жителите на Мала Преспа во Албанија, или да се изјаснат како бугари на тековниот попис, или да се збогуваат со бугарските пасоши. 360 степени беше во Гора на Косово на околу 1 месец пред започнувањето на тамошниот попис, најавено за 1 ноември. Нашиот Михаил Милошевски посведочи дека бугарскиот клуб во кој беше Јотова во Горни Крстец не работи, а и дека населението во областа за себе вели дека говори нашински, односно македонски јазик. Во југозападниот дел на најмладата европска држава Косово се наоѓа областа Гора. А таму, покрај албанци и бошњаци, голем дел од населението се декларира како горанци, народ со муслиманска вероисповед кој говори јужнословенски јазик. Македонија на горанците гледа како на дел од македонскиот народ. Белград на нив гледа како на дел од српскиот народ. Но како што покажа овогодишната посета на бугарската подпредседателка Илјана Јотова на Косово, Софија на нив гледа како на дел од бугарскиот народ. На 140 км от Прищина се съхранява българския дух. Драгаш е най-голямата община в Косово, в която живеят косовски граждани с българско самосъзнание. Набргу по посетата на бугарската подпредседателка на Гора, представници од горанската заедница дојдоа во Скопје на средба со македонскиот председател Стево Пендаровски. На 1 ноември годинава Косово ќе спроведе попис на населението. 360 степени го посети регионот Гора пред да почне пребројувањето. По воздушна линија од Скопје до средиштето на областа Гора на Косово има околу 100 километри. Но ако тргнете од Скопје за Гора со автомобил, тие 100 километри се еднакви на повеќе од 3 часа возење. Најбрзо во моментов се стигнува ако се вози од Скопје до Приштина, па до Призрен. Потоа, јужно од Призрен, патот води кон падините на Шарпланина од косовска страна. Неасфалтираниот пат на кој се крева огромна прашина кога и да помина автомобил или камион, не носи во едно од најголемите места во областа Гора, селото Брод. Во Брод живеат околу 1500 жители, но секое лето во него се враќаат големиот број печалбари кои работат во Западна Европа. Привлегување во селото, забележавме многу автомобили и градежни работи на куки, што е знак за присуство на печалбарите. Со прошетка по сокаците се стекнува впечаток како да сте во некое скопско село, а не во друга држава, бидејќи секој втор автомобил е со скопски регистарски таблички и македонско знаме. И сред село, еден од рестораните го носи името на македонскиот главен град. Човек кој говори македонски веднаш го препознава јазикот на кој се зборува во селото, а кој горанците го нарекуваат нашински.
По пристигнувањето не пречека председателот на македонската горанска заедница од Косово Авнија Рахте. Тој вели дека горанците ја чувствуваат Македонија за своја земја и во голем број се идентификуваат како македонски горанци, но и дека жално е што ова чувство не е возвратено од македонската држава. Македонија стално ни обеќа и нема ништо. Иако тие во голем број мигрираат и работат во Северна Македонија, се уште се соочуваат со проблеми при вадење лични документи и остварување други права, што пак е плодна почва за влијание од други страни. Овие ти е една утакмица се игра. Ова утакмица била све со добри играчи, Македонија била во Косово. Сега спонзори слабе, сега кој ќе добие не се знае. Македонија заспала, треба се разбуди. Има еден наш тука направил книга "Разбуди се". 10 години не се разбудија. Во областа, според кажувањата на локалците, чест гостин е Виктор Стојанов од Бугарската фондација Македонија, со намера да донира за жителите на гора. Виктор тој бил тука во гора 20 пати. И донатор бил и све. И сега дојде и подпредседница на Булгарија, не знам име како се вика, Јотова, и дојде тука, имаше средба со градоначалник на општина Драгаш и донација за културна дадува 40.000 евра. Сепак на прашањето за етничката припадност, луѓето тука првенствено велат дека се горанци, а дури потоа и македонци, кои говорат нашински или македонски јазик. Бугарската припадност се чини е реткост. Нема, тие се пропаганда, политиката. Тука како народ живее според вас? Па македонци, како да ви кажа. Исто како сега што постојат марсовци, овдека така постојат и бугари. Меѓутоа, овде населението нема интерес за бугарски пасоши, нема отворено канцеларии бугарски овдека за да работат. Македонски јазик се говори, а вероисповест муслиманска. Наидов мина граѓанин кој има бугарски пасош. Не сакаше да говори пред камера, но ни објасни зошто извадил такви документи. Се движиш во Европа. Јас едната ќерка во Англија ми магистрираше со македонски пасош. Плати 18.000 фунти за една година. Помалата извади бугарски со мене заедно за 4.000 фунти година. За слободен. Според мештаните во гора, сепак не доминира ниту македонското, ниту бугарското влијание, туку српското. Белград финансиски го помага регионот и инвестира во образованието, па затоа голем дел од нив, покрај македонски, имаат и српски документи. Македонските политичари даде многу ветувања за македонското население во гора Косово, но ретко кое од тие ветувања се остварило. Па затоа, неостварувањето на овие ветувања го отвориле патот за поголемо влијание од бугарска страна. Жителите на Брод со кои разговаравме тврдат дека нивното село никогаш не ги прифатило представниците кои им доаѓале на посета од Софија. Сепак ни кажа дека во областа постои еден бугарски клуб во село оддалечено од 20 на километри од Брод, Горни Крстец. Дотаму се доаѓа по тешко пристапен пат, а трошната куќа во која е сместен клубот е на самиот влез во селото. Но ништо не покажува дека тој функционира. Токму на ова место во селото Горни Крстец, пред неколку месеци бугарската подпредседателка Јотова се сретна со представници на бугарското малцинство во Косово. Тогаш и беше отворен овој клуб. Сега, неколку месеци подоцна, клубот е затворен. За разлика од раздвиженоста во Брод, селото Горни Крстец зјаеше празно. Се обидовме да дознаеме кој е надлежен за клубот и да поразговараме со представници на бугарското малцинство, но на единствениот пат кој води во и надвор од селото од долго време никој не помина. Потоа среќата ни се насмевна. Од една куќа излезе средовечен човек. Нема бугар, не. Ранije radili naše u Bugarska stare ljudi. Така? Radili u Bugarska stare ljudi, ranije. А бугарскиот клуб дали се уште работи или не на почеток на село што е? Не. Веднаш потоа пристигна и автомобил во кој имаше две лица кои не замолија да не ги снимаме со камера, а кои имаа што да кажат на оваа тема. Ма е бугари во село. Тоа е бугари вештачко би добиле пасоши. Овде се горанци, више на Македонија него на бугари. Бугари нема.
Ама дека има подоле клуб отворено. Да отвори тие због финансија што бугарин има говора и дечката му што му говорат. Кој е бугарин? Кие има бугарин има говора? Па тоа бараме сега да најдеме некој. Нема, скичен. Кога ќе треба да земе некој јачка, иде. Кога ќе треба некој пари се земе од удружение од Бугарија, тоа да земе ќе биде бугарин. Вака нема го нигде. Живи он во Београд. Тоа живи во Београд, жена му живи во Београд. Мештаните не уверуваа дека првиот човек на обединети бугари на Косово, организацијата која беше домакин на подпредседателката Јотова во февруари годинава, е Расмин Хамза. Тој живеел во Белград, а брат му бил имам во селото. Го побаравме и го најдовме имамот, но тој ни кажа дека брат му е премногу зафатен и дека нема време да не прими. Тука заврши и нашиот обид да ги најдеме и да поразговараме со горанците кои се чувствуваат како бугари пред пописот на Косово. Последниот попис на Косово се одржа во 2011 година. Тогаш, како горанци, се изјасниле околу 10.000 лица. Нивната бројка не може точно да се следи низ годините, бидејќи во претходните пописи во времето на Југославија нема попишани горанци. Имало графа за етничка припадност муслимани. Токму на клиниката за кардиохирургија работи првиот пациент во земјава кому му беше трансплантирано срце. 3,5 години веќе се осетам добро, се движам, работам. Пред операцијата здравствената состојба на Иван драстично се влошила. Ми рекоа, ако тоа не се случи во овие 2-3 дена, повеќе немаш вика шанси. Автопатот се гради речиси 10 години, колку што трае и до сегашната кариера на Трајковски. Тој се уште не бил дипломиран кога го ангажирале во 2015 година. Додека студиравме, не ни беше на памет дека ја би можел да изведувам ваков мост. Примерот со мостот е меѓу светлите точки во контроверзниот проект за изградба на автопатот Кичево-Охрид, кој се реализира предолго и чини прескапо. Директорот на Националниот парк Шар-планина самиот изброел дека на територијата на најмладиот национален парк во земјава има 769 дивоградби, од кои 436 на државна земја. А броел сам открива нашиот Хекура на Кифи, затоа што надлежните општини останале глуви на неговото барање да помогнат во мапирање на дивоградбите и тоа само надвор од населените места. Во обид да дознаеме дали и кога би се отстраниле нелегалните градби од општина Тетово, на чија територија има најмногу вакви објекти, возвраќаат. Најголем дел од дивоградбите се изградени кога локалната власт ја водеа кадри на ДУИ, матичната партија на директорот на Националниот парк. Ке дочека лишара која важи за европско жариште на биодиверзитетот, политичка волја за спас на растителниот и животинскиот свет. Старите објекти и оградениот простор кои гледате на овие снимки се бачилата на селото Шипковица. Порано, на овој простор имало многу повеќе добиток, а со тоа и повеќе привремени објекти за нивно чување. Денеска, на местото на шталите и бачилата, никнуваат викендички. Ato stane ashtu siç e shihni edhe këtu janë përballë nesh, të cilat kanë qenë stane edhe në kohë të ish Jugosllavisë, ku disa nga ato sot më janë shndruar në vikend shpiza dhe disa të tjerë vazhdojnë që të merren me aktivitete të tilla. Но не никнуваат викендици само на местата на шталите и бачилата. Некои си насадиле куќа за одмор во густата шума. И не е така само кај Шипковица. Падините на Шара засилено се бетонират и во околината на ски центарот Попова шапка. Веќе го видовме, но сега и да го представиме подобро. Ибраим Дари е пред се влюбеник во Шара, а потоа и директор на јавното предпријатие Национален парк Шар-планина. Областа стана Национален парк на 30 јуни 2021 година, со цел да се заштитат природата и животните. Со скромни ресурси, директорот и самиот се обидува да контролира што се случува, а не смее да се случува на територијата на паркот. Едно од најголемите закани за Националниот парк се дивоградбите.
Кога го назначиле за директор, Ибраим Деари побарал список на дивоградби од сите 7 општини на чија територија се простира националниот парк. Ниту една не му одговорила, па броел самиот. Ne flasim për objektet që janë ndërtu jashtë vendbanimeve. Dhe na ka rezultuar se në 7 komunat kemi 769 objekte, sipas asaj që na kemi regjistruar, ku kemi marrë, domethënë, për secilin fshat objektet që janë i kemi të ndara, domethënë, për komunat dhe për secilën komunë edhe për fshatnat ku janë të ndërtuar ato objekte. Иако нема соодветни ресурси, а и надлежностите се поделени, Деари води битка со дивоградбите. Ги пријавува новите нелегални градби кај надлежните органи, а негови очи на терен се и мештаните. Sigurisht që edhe kemi procesu disa që kanë fillu për ndërtu, janë në procese të hetuesisë dhe gjyqësisë, sigurisht organet kompetente dhe vendasin për ecurin për te asaj. Sigurisht se kontaktet që kemi me organet kompetente të komunave, se ka disa komuna që kanë edhe inspektorate përkatëse për të ndjek këto procedura, po ka komuna që nuk kanë inspektor të përkatësëm për të ndjek këto procedura, dhe me thonë të ndërtimeve pa leje, po me gjithë të, tash kemi filluar edhe atë bashkëpunimin ndër institucional për të vepruar për tej. За какво самоволје станува збор на Шар планина, говорат податоците кои ги собрал Деари. Од вкупно 769 дивоградби кои ги евидентирал директорот, најголем дел или 436 се изградени на државно земјиште, 300 се изградени на приватно земјиште, 21 дивоградба се на земјиште со мешовита приватно-државна собственост, а за останатите 12 нема информација за собственоста на земјиштето. Прогласувањето на Шар планина за национален парк беше само 50% од работата за заштита на регионот, вели Метин Муареми од платформата Пријателите на Шара. Другата половина од работата треба допрва да се спроведе на терен. Ajo që është mund të themi alarmante se ndërtimi pa leje ka nëpër zonat private, mirë po ajo që është shumë alarmante është se kemi ndërtimi pa leje edhe në zona shtetërore përmes të cilave mendoj se kjo problematik bëhet më e madhe edhe efekti kryesor i funksionimit të parkut humbet nëse këto ndodhin në një zonë të mbrojtur. Ideja jonë, apeli ynë do të ishte që këtu s'pari të intervenojnë komunat, të cilët mund të themi janë bartës kryesor apo dhënës kryesor të këtyre lejeve, apo në ardhmëri të duhet ata të menaxhojnë me të gjitha këto objekte. Бројките што ги собрал Националниот парк покажуваат и во кои делови на Шара има најмногу дивоградби. На територијата која потпаѓа под општина Тетово има најмногу, 462. Следува Теарце со 115, па Боговиње со 74, Врапчиште 61, Јегуновце 28, Гостивар 24 и Маврово Ростуше со 5 дивоградби. Логично, прва општина од која побаравме став за упадот на дивоградбите во Националниот парк беше она со најмногу такви објекти – Тетово. Оваа локална самоуправа, откака на низино чело е Билал Касами, во неколку наврати се фалеше како урива тераси, настрешници и привремени објекти низ центарот на Тетово. Оттаму, на крај го одредија раководителот за урбанистичко планирање Рилин Селмани како надлежен за изјава. Тој тврди дека и имаат коректна соработка со Националниот парк Шар планина, во сите случаи кога до нив ќе стигне барање за градба во појасот на паркот. Ne gjithmonë veprojmë edhe me një kartë të cilën e posedojmë, duke I respektuar të gjitha dispozitat dhe duke I respektuar brezët mbrojtës të malit Shar. Por gjithsesi ne gjithmonë kërkojmë edhe një pëlqim prej parkut kombëtar apo institucionit I cili menaxhon me parkun kombëtar për miratimin e planeve urbanistike, dhënien e lejeve kështu me radhë. Но на нашите прашања за дивоградбите, дали и кого Тетово ќе ги руши и зошто се дозволуваат нови, Селмани ја префрли топката кај своите колеги. Kjo pyetje më tepër I tangon apo më tepër ju duhet të drejtoni edhe pranë sektorit I cili bën inspektime të komunale dhe të ndërtimeve pa leje, gjithsesi që vepron pranë komunës së Tetovës apo inspektoratit të komunal, ku mund ta merrni një listë për objektet pa leje. Според кажаното од раководителот на оделението за урбанизам, повторно се обративме до општина Тетово. Сега со барање за интервју со шефот на инспекторатот за да го прашаме што со дивоградбите на Шара.
По неколку дена, општината ни го обезбеди и него. Седат Сулеймани признава дека Тетово има најголем број дивоградби на Шар планина. Kush e lejoj këtë, do të me pyet vetë drejtorin se partia vetë ka qenë 20 vite me radhë në pushtet, kështu që drejtori duhet t'i drejtohet partisë vetë, edhe të kërkoj përgjigje nga ata se kush i ka leju gjitha këto ndërtime që janë pa leje. А што прави сегашната власт, која веќе 2 години управува со Тетово? Сулеймани вели дека прават се што можат за да спречат нови дивоградби, а за старите формирале комисија. Kemi komision kuadër të këshillit, i cili i ka të gjitha lëndët që janë pa leje, edhe ata do të vendosin cilët lëndë do të legalizohen dhe cilët nuk do të legalizohen. Normalisht ata lëndë të cilët nuk do të mund të, ligjerisht nuk do të ketë hapësirë që të legalizohen, dihet se do të shemë. Истите прашања решивме да ги поставиме на уште една општина. Ја избравме Теарце, бидејќи е втора по бројот на дивоградби на територијата на Националниот парк Шар планина. Градоначелникот на општина Теарце, но и Незири, првично прифати да разговараме за дивоградбите, но кога се обидовме да закажеме точен термин, престана да реагира на нашите повици. Очигледното отсуство на волја на општините да говорат за дивоградбите на Шара не ветува многу. Ниту за директорот на Националниот парк, кој се опитува да воспостави ред, ниту за влюбениците во Шар планина, а особено не за самата планина и природата. Договорот меѓу државата и кинеската компанија Синохидро за изградба на автопатот Кичево-Охрид за 2 месеца ќе наврши 1 деценија од подпишувањето. Ова, како и законски поставениот рок дека автопатот треба да биде финиширан до 31 декември годинава, беше причина да излеземе на терен и сами да провериме колку блиску или далеку е завршувањето на автопатот наречен Желба. Констатацијата на репортерот на 360 степени Зоран Јовановски е дека крајот на градбата се чини се уште далечен, што индиректно го потврдуваат и властите, најавувајќи пуштање во употреба на автопатот делница по делница. Сепак, во оваа тажна македонска приказна има и светли точки, како што е изградбата на дел од вијадукт со најдолг распон меѓу 2 столба во историјата на нашата мостоградба. Задача што е добил млад влюбеник во професијата, градежниот инженер Филип Трајковски од Демирхисар. Да видиме историјата. Февруари 2014 година почнува изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Без тендер директно е договорено да го гради кинеската компанија Синохидро. Директно биле договарани и други работи. Да не е многу, бе? Да не се претерано и нашто. 57 километри автопат требаше да чинат 374 милиони евра и да бидат завршени за околу 4 години. Очекуваме развижување на економијата во регионите каде што ќе се градат патиштата. По 3 години беше објавен напредок. Колку што разбрав, речиси пола од градбата е завршена. Да, преку 45% е прогресот веќе завршен. По 1 месец од оваа изјава во тунелот на пресека, владата на ВМРО ДПМН си замина. На власт дојде СДСМ и по извесно време објави дека поради пропусти пред се во проектирањето, изградбата ќе го отне дополнителни милиони и години. Најпрво е потребно да се изврши допроектирање на сите работи што претходно ги спомнав и потоа стручен тим во соработка со надзорниот орган ќе даде конкретна дополнителна цена на чинење на автопатот. Изградбата беше пролонгирана до јуни 2021 година, а Синохидро доби нов рок и дополнителни пари што сега се вкупно 598 милиони евра. Кичево-Охрид е крајот на 23-та година. Правиме максимални напори. Другата крајот. Наредната година крајот. Правиме максимални напори. Има рок кој е утврден. Да, тој е со закон утврден. Крајот на годината се гледа, но според состојбата на терен, не и крајот на изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Ова здание на автопатот Кичево-Охрид е храбро архитектонско решение за кое проектантите ретко се одлучуваат. Се работи за вијадукт, градба што се разликува од мост по тоа што под неа не тече река, туку има суводолица. Но овој вијадукт е уникатен. Има најдолг распон меѓу 2 столба во Македонија, 165 метри. На почеток тука ова што гледате немаше ништо, туку беше еден куп земја кој што неколку месеци се
бореме со тоа како да стигнеме до да направиме пристапни патишта за да го отпочнеме изградбата на темелите. Во изведбата на виадуктот, крстен по блиското село Лавчани, учествувал градежниот инженер Филип Трајковски, млад професионалец, влюбеник во градежништвото. Компанијата Гранит, во која е вработен, е еден од подизведувачите. Автопатот се гради речиси 10 години, колку што трае и досегашната кариера на Трајковски. Тој се уште не бил дипломиран кога го ангажирале во 2015 година. Додека студиравме, ние не ни беше на памет дека ја би можел да изведувам ваков мост. Иако во тоа време веќе се изведуваја два на делот на Демиркапија Смоквица, каде што лично бевме преку градежниот факултет како студенти, ги посетивме и тоа премногу ме фасцинира и го чекав денот кога ја би почнал да работам на таков виадукт и тоа се деси многу брзо за моја среќа. Значи, отприлика за нецела година после посетата на тој виадукт, јас бев назначен да работам на овој виадукт. Изведбата на виадуктот почнала во 2016 година и траела 5 години. Од секојаш ме воодушевувал фактот што зад секоја градба стои човечката креативност и вештина, како од идеја да се дојде до реализација, како и фактот дека резултатите од градежништвото се секојаш видливи, иако на почеток се само еден куп хартија од цртежи и пресметки. Овој автопат поминува низ специфичен терен, па има повеќе интересни архитектонски решенија. За разлика од мостот кој има најдолг распон меѓу два столбови, ова зад мене е мостот кој има најголема вкупна должина од сите мостови на автопатот Кичево-Охрид. Долг е 520 метри, а највисокиот столб е висок 59 метри. Се наоѓа во близина на селото Добреноец. Долго трае, но изградбата и на овој автопат некогаш ќе заврши. Трајковски би сакал да ја продолжи својата кариера работејќи на слични инфраструктурни проекти. Мислам дека многу ќе ми фали кога овој проект ќе заврши. А доколку треба конкретно да изберам што би сакал да работам во иднина и што е мојот предизвик, а мислам дека тоа повторно би бил делот на мост во изградба на мостови, односно некој висечки мост со големи распони. Изведбата на виадуктот е завршена, но тоа не значи дека тој е во целост готов. Во тек се финалните работи. Дента кога снимавме се поставуваше заштитната ограда. На друг дел од автопатот се асфалтираше. Примерот со мостот е меѓу светлите точки во контроверзниот проект за изградба на автопатот Кичево-Охрид, кој се реализира предолго и чини прескапо. Во 2020 година, Институтот за демократија објави анализа според која за автопатот ќе бидат потрошени речиси двојно повеќе пари од првично планираното, односно над 10 милиони евра за километар. Досега се потрошени 421 милион евра, велат од Транспорт. На терен речиси целосно готови се тунелите кај превојот пресека. За голем дел од останатите делници, впечатокот е дека има уште многу работа додека од тука да почнат да минуваат возила. Министерот за транспорт и врски го најдовме на дневен настан. Го прашавме дали и натаму очекува автопатот Кичево-Охрид да биде завршен до крајот на годината. Ние ќе направиме се, ги правиме сите координации, притисоци да изведувачите на терен си ја завршат својата задача, бидејќи институциите својата задача си ја заврши. Бочварски вели дека автопатот ќе биде пуштан во употреба делница по делница. Пред некој ден се заврши клучката кај аеродромот Охрид и е пуштена во сообраќај, така што продолжува секој едној дел кој што ќе биде приспособен согласно стандарди, процедури да биде безбеден, да биде пуштен во сообраќај. Која е таа делница, на пример? Значи ќе почне од Охрид кон Подмолје, асфалтирање на третиот слој и продолжуваме према аеродромот Охрид, Ботун и кон Кичево. Но Бочварски не е прецизен дали 31 декември годинава, освен законски, останува и рок во пракса за завршување на целиот автопат. Според нашиот увид на терен, тоа изгледа нереално. А договорот на државата со Синохидро на 12 ноември годинава ќе направи една деценија од потпишувањето. Највозбудлива е појавата на личноста која смета дека ќе го собере кајмакот, нудејќи се себе си како алтернатива на вкрстените рогови. А всушност е ферментиран продукт на евидентна политичка кујна, ама со никогаш гарантирана цена. Ќе правите ли партија заедно со Груевски?
Може ќе правиме, може нема да правиме. Саботажа. Во продолжение, за трансплантацијата на органи, сфера што доби нова динамика во последните години во здравствениот систем што се сочува со многу проблеми. Според последните официјални податоци, на листата за чекање за трансплантација има 181 пациент, од кои 21 за срце, 139 за бубрек и 21 за црн дроб. Во изминатите 3 години има само еден смртен случај во 66 трансплантирани органи. Дали оваа сфера пати од македонската пракса на фаќање врски и какви се искуствата на дел од оние што добиле нов орган, а со тоа и нов живот? Од Галена Николовска-Ризвановиќ. Доцна пополнок, 6 часа на човечки напори, воодушевување, но и солзи, а потоа аплауз за срцето кое зачука додека Грант спиеше. Хероината од Дојран и нејзиното семејство спасија 3 човечки животи. Синокешниот зафат представува круна на македонската кардиохирургија, круна на македонската медицина воопшто. Утрото на 23 мај 2020 година во јавноста силно одекна веста за првата трансплантација на срце во земјава. Согласноста на семејството на предвреме починатата Емилија Динева да ги донира нејзините органи значеше шанса за нов живот. Едно големо благодарам што со донирањето спасија 3 животи, од кои еден е животот на татко ми. Една година подоцна, бројните медицински тимови на клиниката за кардиохирургија се поклонија пред уште една хероина, 20-годишната Верица Белчовска, која животот го загуби во сообраќајка. Мојот син успеа да преку нејзините родители да добие срце, донатор, значи срце. На својот син му продолжи животот. Пред 2,5 години татко му се заблагодаруваше на шансата за нов живот за неговиот син. Денес, 23-годишниот Иле Стрезовски ја живее таа шанса. Домот му е во Брвеница, но често патува кон Тетово или Скопје. А откако добил ново срце, набрзо стигнала и нова етапа во животот – се оженил. Брзо им се вратил и на работните обврски во салон за мебел. Единствената разлика е, вели, што сега не смее да крива товар поголем од 15 килограми. Срцето на Иле работело со 13% и немало можност за вградување механичко срце. Единствена опција била трансплантација, на која чекал 4 месеци. Датумот на операцијата го одбележува како голем ден за него и семејството. Роден ден не е, но во црква носам лепче за здравје, панаџија, панашка. Еднаш месечно идам на контрола и еднаш 3 месеца може повеќе да ми направи биопсија. Прават, за да проверат дали е се окей. Тешко му е да искаже колку е благодарен на семејството на Верица, чие срце продолжи да чука кај него. Заедничките средби, ако не се чести, се многу емотивни, раскажува Иле. Контактираме кога имаме време, кога ќе бидеме послободни. Не чакаме некој роден ден да дојде или некој празник па да се слушнеме, не. Тие ми се фамилија. Иле е само еден од луѓето на кои им е трансплантирано срце на Државната клиника за кардиохирургија. Изминативе 3,5 години се извршени 10 трансплантации. Директорот Маријан Шокаровски вели дека оваа интервенција полека станува рутинска. Пациенти кои што се индицирани за трансплантација на срце се оние пациенти кои што се во, да кажеме, во таа терминална срцева слабост. Тоа се пациенти кои што се, да кажеме, стигнати во фаза на кога се исцрпени сите можности на лекување. По операцијата пациентите продолжуваат со редовни контроли. Ехосонографски прегледи се следи состојбата на ѕидовите на срцето, а се прават и биопсии и тестови за отфрлање на срцето, објаснува Шокаровски. Ја примаат таа имуносупресивна терапија, која што мора да ја примаат до крај на животот. Меѓутоа, за нашите пациенти можам да кажам дека сите се во добра состојба, да не кажам во одлична состојба и кондиција. Еве, до сега нема нити еден покажано некакви знаци на некој тип на отфрлање на срцето од она што до сега го правиме као испитување. Токму на клиниката за кардиохирургија работи првиот пациент во земјава кому му беше трансплантирано срце. 56-годишниот Иван Огњановски од Скопје е во одлична кондиција. По операцијата животот му се променил за 180 степени, велат лекарите, а потврдува и самиот Иван, кој отворено зборува за чувството да живее што пресадено срце.
3,5 години веќе се осеќам добро, се движам, работам, помагам на кого можам. Работам као курир. На клиниката за кардиохирургија, работам као курир. За цело работно време ја не застанувам 5 минути. Така да и тоа ме држи уште повеќе. Пред операцијата, здравствената состојба на Иван драстично се влошила. Со месеци бил третиран во болница и биле исцрпени сите можности за лекување. По 18% ми работеше срцето. Ми рекоа, ако тоа не се случи во овие 2-3 дена, Да има донор? Да има донор и да добиеме пумпа, вика, за одржавање, да те одржава во живот, повеќе немаш, вика, шанси. Истиот ден ме пуштива дома, ја доаѓам дома, маж како маж, викам, малку ти е пишано, викам. Пуштам музика, правам кеф некој таму, телефонот ми звонил, никој не слуша, син ми доаѓа, вика, се бараат одгоре, викам, добро. Пратиле кола по мене, ја у такси и се отидов. Закрепнувањето траело долго, бидејќи брзо по операцијата Иван се разболел од корона, а развил и инфекција на бубрезите. Но откако целосно закрепнал и се вратил на пасијата за мотори и риболов. Среќен е зашто има со кого тоа и да го сподели. Семејството Диневи, кое одлучи да ги донира органите на Емилија. Мислам дека се повеќе од моје семејство. Поише би сакал да контактирам со нив, него ли со некој од овдека што имам од фамилии. Имаме разни разговори, поготоа детево е младо и он обожава мотори, обожава коли, се разбира во тие работи. Јас сум рибар, обожавам езеро, он исто. Си наоѓаме многу убав муавет, со татко му исто. Освен на срце, во земјава речиси 30 години се изведуваат трансплантации на бубрези од жив донор, но и од кадавер, односно лица кај кои е констатирана мозочна смрт. Коскено ткиво од починат донор се пресадува од 2021 година, а во зачеток од минатата година е и трансплантација на црн дроб. На клиниката за дигестивна хирургија досега се направени 3 пресадувања на црн дроб. Мораше да се развие тој програм на кадаверична трансплантација. Тоа значи подготовка на единиците за интензивна нега такви донори да препознаат, да ги одржат и да на крај стапат на сцена хирурзите и да ја извршат трансплантацијата. Затоа можда и доцневме, заради тоа што ова е операција каде што не можете сами да ја направите. Клиниката се работи кога станува до индивидуални способности на одреден хирург. Меѓутоа, овдека ви треба буквално организиран систем на соработка со повеќе институции одеднаш. Тројцата пациенти се во добра здравствена состојба, вели професорот Антовиќ, кој е еден од хирурзите во тимот за трансплантации. На клиниките се стремат да ги развијат и пресадувањата на црн дроб од жив дарител, со што би се намалиле листите на чекање. Но треба многу повеќе да се работи на системот за кадаверична трансплантација, смета Антовиќ. Јас се надевам дека конечно ќе почнеме што се вика да имаме пациенти кои што нема да ни одбиваат трансплантација, бидејќи за првиот пациент кога го трансплантиравме, првите тројца одбија. Оние одбија и сосема разбирливо. Уплашени така, прва трансплантација, немаат доверба во тимот, нити сме се појавиле до тогаш. Меѓутоа, еве, за третата трансплантација веќе имавме 2 пациенти кои што ги исполнуваат критериумите и тука одбирот беше само за анатомските карактеристики на тие 2 пациенти и хирурзите го направија на крај изборот. Според податоците од Министерството за здравство на средината на септември 2023 година на националните листи за трансплантација чекаат вкупно 181 пациент. Од нив 21 чекаат за срце со и без механичка потпора, 139 за бубрек и 21 за црн дроб. Од 2020 година, кога е започната програмата за мултиорганска трансплантација, процесирани се 19 пациенти со мозочна смрт и трансплантирани се вкупно 66 органи, велат од Министерството за здравство. Од нив 34 пациенти добиле бубрек, 3 црн дроб, 9 мина пациенти добиле срце и кај 19 мина се трансплантирани коскени ткива. Или во просек годишно се изведуваат само по 3 трансплантации на срце и на црн дроб. Иако малку на број, според националната координаторка за трансплантации Маја Мојсова Миовска, податоците покажуваат висок процент на успешност и значително зголемување на свеста за органодарување. Посветуваме многу време на семејствата, за да можеме да го објасниме процесот,
за да можеме да објасниме состојбата, за да можеме да им ги покажеме доказите за тоа, дека се работи за мозочна смрт, за да можат и да одлучат. Ако ги споредам нашите разговори со семејствата пред 3,5 години и сегашните разговори, дека точно знаат за што зборуваме. На листите на чекање за орган има многу пациенти, но ургенции и врски за предност нема, тврди Мојсова Мијовска. Има таму алгоритам по кој што излегува прв на листа. Врски, искрено да ви кажам, не. Затоа што генерално ние не икеме на ниеден пациент лошо да му направиме. Врските може да доведат до лош исход. Треба да е компатибилен пациентот, треба да е имунолошки компатибилен, треба големината да е компатибилна, треба крвната група да соодветствува на донорската. Нешто што се уште не може да се прави во земјава е да се даруваат органи во странство и обратно, од странство да се донираат органи кај нас. За да се случи тоа, неопходно е членство во мрежата Евротрансплант, но Северна Македонија е далеко од исполнување на критериумите, кои главно подразбираат повеќе донатори и повеќе операции. Затоа во скоро време се очекува и странска помош за доразвивање на системот за трансплантации преку европски проект кој ќе се спроведува во следните година и половина. Скенирање на процесот, во суштина да добиеме некој базичен договор, што не значи размена на органи, туку значи едукација и тренинг, односно едукација и менаџирање на системот. 6 октомври е денот на органодарителството. Во следните 18 месеци, Министерството за здравство ќе води кампања преку која ќе се зборува за тоа што значи органодонорство, кој се може да биде донор и како тоа спасува животи. Тој што отишол не може да се врати, а може да се спасат многу животи. Така би требало нашата свест малку да се разбуди и има многу луѓе што чекаат, баш тие секунди ги чекаат, тие моменти ги чекаат. По оваа сторија ја најавувам новата саботажа на авторот Сречко Поповски. Судирот на политичките титани се обидуваат да го искористат сите што чекаат во заседа, надевајќи се дека ќе видат некаков аер од коските што ќе бидат оставени. Сепак во очекување на епилогот ќе мора малку да поработат на унапредување на својот вокабулар, оти сепак учат и деца. Пред некое време имав еден состанок во амбасадата на Европската Унија и на нив им реков отворено дека со една група од фракцијата им реков отворено дека нема да зборувам во ракавици, користејќи еуфеминизми. Со ракавици кога ќе се ослободи медиумски мегдана кротко, кога ќе биде цензурирана. Професорката со албумот грбови на политичките партии во кои членувала, сепак и натаму продава само еготрип, иако со измешан редослед на зборови. И сега, знаете, ќе морам да се цитирам себе сама си. Највозбудлива е појавата на личноста која смета дека ќе го собере кајмакот, нудејќи се себе си како алтернатива на вкрстените рогови. А всушност е ферментиран продукт на евидентна политичка кујна, ама со никогаш гарантирана цена. Ќе правите ли партија заедно со Груевски? Може ќе правиме, може нема да правиме. Тие пак што тврдат дека тоа е всушност едно од сценаријата, по почетната атака. Фаќаат поза на свештеник и со некаков пасив-агресив и се препуштаат на стихијата, со надеж дека времето ќе ги залечи отворените рани. За многу работи кои се однесуваат на внатрешните односи со поранешниот председател, нема да говорам и ќе оставам историјата да суди. За многу работи ќе се послужам со народната. Тик од мене со клетви, јас со благослови. Сличен е стилот кој што го употребува и благословениот. Само тоналитетот е позаканувачки со желба да се добие впечаток дека нуди мир, ама како никако да не сака да биде оставен на раат. Го спомнавте на почеток Александар Николски. През толку работи можам да му одговорам на Александар. Да не може да се отплетка со месеци или на христијан. И да се занимаваат само со мен. И да се чуда што ги снашвал. Не сакам да го направам тоа. И на крајот, за тие што веќе го јаделе истиот стап. Знаете, најинтересно е кога Кавга ми го
двајца соистомисленици во иста партија, ќе почне да се толкува како одраз на некоја висока политика, големи разлики во политички ставови, а луѓето многу малку сакаат да погледнат во она што е најверојатно многу често основа за тие кавги, а тоа се суетите. Ако не е во прашање политика, туку славолюбие, тогаш време е се да се врати во редовен режим на функционирање. А и тој не е ништо поразличен од и кај нас. Политиката, всушност, и се сведува само на суети. Со саботажата го завршуваме и ова издание на 360 степени. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Следното наше издание е в понеделник во 20:15 на прва. Бидете со нас. Пријатно.